Регионални вести. Македонија денес го празнува националниот празник 2 август Илинден. Положувањето букет и свежо цвеќе пред споменикот на револуцијата во центарот на Тетово беше единствено одбележување на овој светол ден во градот, каде општината оваа година одлучи да не испрати своји представници. Националниот празник на Република Македонија 2 август Илинден со скромна свеченост беше одбележен пред споменикот на револуцијата. Букети свежи цвеќиња положија представници од општинската организација на СДСМ, општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, општинскиот комитет на ВМРО Народна партија, од Сојузот на борци, Армијата на Република Македонија, представници на резервни воени старешини КУД Бранко Чајка, Сдружение на пензионери, воено-полициски ветерани и представници на Српското здружение Свети Сава. Пред присутните собрати председателот на Сојузот на борци Јоцко Димитриевски. Тој истакна дека во историјата на еден народ постојат судбоносни датуми, трагични и величенствени, по кои тој народ се препознава и кои ја определуваат неговата иднина. Македонската историја има два големи историски настани поврзани со изден, но во различни времиња и услови. Се исполни сонот на многу македонски борци и револуционери. Се исполни сонот, се остварија идеалите на Гоце, Јане, Питу, на Страшо, на Мирче Ацев, на Мерџан Амбарче и на сите борци кои ги положија своите животи на браникот за создавање на слободна своја сопствена држава. Во историјата на еден народ постојат судбоносни датуми, трагични и величествени по кои тој народ се препознава и кои ја определуваат неговата иднина. Македонската историја има два големи историски датуми, поврзани со ист ден, но во различни времења и услови. Тоа се Илинден 1903 и Илинден 1944 година. На првиот датум се крена Илинденското востание, кое покрај големиот почетен успех заврши со трагичен крај. Но, истовремено, со создавање на Крушевската република победи македонскиот дух и свеста од потреба за своја држава. Вториот датум е Асном, величествен по своите резултати. Тогаш е остварено сето она за што намачениот македонски народ местел и сонувал низ вековите за што гинеле неговите синови. Како круна на антифашистичката борба на македонскиот народ и неговата судбина беа донесени одлуките од првото заседание на Асном во манастирот Свети Отец Прохорчински на 2 август 1944 година, со кое практично беа потврдени одлуките од второто заседание на Авној од 29 ноември 1943 во Јајце. Со овие одлуки беа продолжени линденските традиции за создавање на македонска држава, но во составот на идната Југословенска федерација како равноправен член со другите југословенски народи и народности. Дека е државен празник во Тетово сведочеше само скромната манифестација пред споменикот на револуцијата во центарот на градот. Општина Тетово празникот 2 август го прослави само со поставување на знамења, новој столб за улично осветлување. На други места во градот нема поставено државни знамења. Вообичаено, денеска во Тетово за 2 август работаат сите локали. Општинската власт одлучи годинава да не испрати свој представник. За игнорантскиот однос на локалната власт, чија должност е да ги организира и одбележува државните празници, макар и со поставување на државни знамења, крајно време е да се позанимава јавното обвинителство, истакна од Сојузот на борци. Во повеќе наврати доаѓале формално од општината, меѓутоа денес ни тоа не беше испочитувано. Апелирам до државните органи, посебно јавното обвинителство, кое што има обврска да ги превземе сите мерки да се почитуваат прописите, законите на државата Република Македонија. Оноа што денес се случува е на некој начин игнорирање на достигнувањата на Република Македонија.
И година во одбележувањето на Илинден пред споменикот на револуцијата организиран од Сојузот на борци. Помина без спомен бистите на хероите Џоце Стојчевски Амбарч и Тодор Циповски Мерџан, кои локалната власт одбива да ги врати, откако во 2006 година беа незаконски отстранети поради реконструкција на градскиот плоштад. Од Сојузот велат дека општината досега, иако дала безброј ветување, не донела одлука за враќање на бистите. Трпението им е при крај. Планираат на некои од наредните празници сами да ги постават народните херои. Сојузот на борци ќе направи, може би рекол, еден последен исчекор, а тоа е да ги известиме сите јавни институции дека спомениците на нашите два народни херои ние ќе ги поставиме, па дали имало одобрение или не, како што се незаконски отстранети, ние не сакаме да бидеме во конфликт ниту со општината, ниту со државните институции, меѓутоа овој проблем мора да се реши. Инаку изминативе неколку месеци единственото спомен обележи од НОБ во Тетово беше наградено со провокативни содржини, но наместо општината која е надлежна за одржување на обележјата, споменикот на револуцијата го санираа представници од музеот на Тетовскиот крај. Во Гостивар празникот Илинден се прослави со 2 настани. Во Центарот за култура се одржа Илинденска вечер, додека пред споменикот на паднатите борци во градскиот парк беше организиран свечен собир. Државниот празник Илинден во Гостивар се прослави со приводна манифестација и со свечен собир. Манифестацијата вчера вечер во Центарот за култура Аснон беше во духот на традиционалните македонски културни вредности, со фолклор и драматизација на стикови и текстови за историјата и судбината на Македонија. Во музичкиот дел од програмата настапија играорците во придружба на оркестарот на културно-уметничкото друштво Браќа Гиновски, младата гостиварка Кристина Јовановска и вокално-инструменталниот состав на традиционална македонска музика, предводен од етномузикологот Сашо Митев. Со рецитирање стихови посветени на Македонија се представија средношколките Емилија Србиновска и Емилија Даниловска. Во драмскиот рецитал учествуваа Ѓорги Нешковски, која подготви режијата, Виолца Бафтиу Зулбеари и Теодора Волческа. Од вековно робство, мој народе, идеш, но носиш ти себе дар златен и бој. Пченицата твоја триш плодна ќе биде, а и животот твој. Еле го Кузјак, еле го кубата на Прохорчински, еле ја чудесноста на сонот. Аснон, со благ глас на родител ми соопштува. Држава. Илинденска вечер во Гостивар ја организираше Центарот за култура со поддршка на Министерството за култура. По повод Илинден утрово одбележување организираше и Сојузот на борци со пригоден реферат и положување на цвеќе. Македонија не е приватна собственост за некој да тргува со неа и со незините вредности. Не е личен имот за некој да ја распродава. Не е ничија земја за секој да ја присвојува. Туку му припаѓа на народот што ја создал. Порача денеска од празнувањето на националниот празник на Мечкин камен во Крушево, председателот Ѓорѓе Иванов. Македонија не е ничија земјата секој да ја присвојува. Република Македонија му припаѓа на народот кој ја создал. А тој народ, освен што полага историско право на својата република, истовремено има и историска одговорност кон таа своја република.
бидејќи ниту една генерација, вклучително и нашата генерација, не може да тврди дека со неа започнува се. Нацијата, државата, републиката се создавани и градени од многу генерации. Кај едни се родила како идеја што им ја греела душата, а другите се бореле и збориле за остварување на таа идеја. Трети пак работеле на нејзиното надградување. И сите тие генерации се вградиле во нашата единствена татковина Република Македонија. Премиерот Зоран Заев во своето обраќање на прославата во Пелинце ги повика граѓаните да гласаат на референдумот на 30 септември и да заокружат да на ливчето. Доста е небиднина, порача Заев. Ние ќе избереме иднина. Денот на референдумот, рече тој, е ден на новата историска одредница. Ние граѓаните, секој од нас поединечно ја има шансата да ја донесе оваа голема одлука. Сега е моментот за одлука. Државотворните народи препознаваат вакви историски моменти и ја превзимаат одговорноста за да одлучат. Во вакви пресудни моменти не се седи дома, не се молчи, не се остава друг да одлучува. Ова се моменти кога шансата треба да се зграби, храбро, одлучно и достоинствено. Историјата ги памети и тие што се издигнуваат, превземаат, му даваат сила на својот глас и излегуваат да донесат одлуки. Тие пишуваат историја. Историјата ги запишува нив. Илинден е еден од темелните датуми во историјата на Република Македонија и нејзините граѓани, кои имале една единствена цел – слободна независна држава, во која почитувањето на човековите права и слободи ќе биде подеднакво за сите, без разлика на нивната етничка, верска или која било друга карактеристика, истакна председателот на Собранието Талат Џафери, кој по повод националниот празник се обрати пред споменикот на Методија Андонов Ченто, поставен во центарот на Скопје. Дали ќе продолжиме напред кон евроатлантското интегрирање на земјата или пак ќе заглавиме на слепиот балкански колосек кој не води никаде, е наш избор. Актуелната власт и парламентарното мнозинство покажаа дека се подготвени да ја превземаат одговорноста за иднината на државата и на граѓаните. Од тука ја повикуваме и опозицијата да превземе дел од одговорноста која што и припаѓа за иднината на државата и граѓаните. Затоа, денеска кога ги одбележуваме двата Илиндена и кога изразуваме неизмерна почит и благодарност до сите илинденци, би сакало до ова место да апелирам до сите граѓани на Република Македонија, до сите лидери на политичките партии и до сите мои колеги пратеници од мнозинството и опозицијата, да бидат вистински одговорни и визионерски и со моќта на својот глас да го поддржуваат исполнувањето на договорот со кој ќе се исполни стратешката цел членство во Европска Унија и НАТО, а со тоа ќе биде можно и остварување на соништата и заложбите на претходните генерации за слобода, независна држава во која почитувањето на човековите права и слободи е од есенцијална важност. Празникот посветен на светиот пророк Илија, познат како Илинден, денес се прослави во црквите и манастирите во Тетово и во Тетовско. Македонската православна црква денес го слави празникот посветен на светиот пророк Илија. Големиот македонски празник Илинден, кој во свеста на македонскиот народ најмногу асоцира на славното Илинденско востание и на Крушевската република, сепак во својата основа го има свети Илија, лик од христијанската религија, кој има значајно место и во народните верувања, при што тој се смета за клучар кој го отклучува или заклучува небото и го пушта или запира дождот. Во Илинденското послание на Македонската православна црква се вели: светол пример за исполнување на Божјата волја е денешниот славеник, светиот пророк Илија. Тој е вистински богоудник, чиј живот бил исполнет со постојани подвизи на љубовта, милосрдието и смирението.
За таквиот богоугоден живот, Бог го дарувал и со исцелителна моќ и со трајна почит меѓу народите. Бивајќи силен на збор и на дело, од Бога бил испратен да сведочи за вистината, а тој со Божјата помош го спречил идолопоклонството кај својот народ и повторно го вратил во вистинската вера. И ние, следејќи го животот на светиот пророк Илија, можеме и треба да се поучиме од неговите боголюбие и родолюбие. Неговата ревност во верата и неговата љубов кон Бога се пример за секој христијанин, за сите и во секое време. Тој во својот живот и дела, уште во Стариот Завет, ги исполнил Христовите зборови. Возлюби го Господа, својот Бог, со сето свое срце и со сета своја душа и со сиот свој разум, и возлюби го ближниот свој како себе си. Празникот Илинден денес се прослави во сите цркви во Тетово и Тетовско. Света божествена литургија во црквата Свети Атанаси во манастирскиот комплекс во Лешок денес ослужија Тетовско-гостиварскиот владика господин Јосиф заедно со господин Пимен Европски, во сослужение на повеќе свештенослужители. Илинден се празнува во Стенче, Рогачево, Раотинце, Луковица и во повеќе други населени места. Прилог од денешното празнување на Свети Илија во истоимената црква во Луковица ќе емитуваме во утрешните регионални вести. Новиот црковен одбор во село Теарце со изработени основни проекти за изградба на помошни простории и одлука за набавка на моторно возило за погреб апелира до граѓаните за финансиска поддршка за нивна реализација. Откако во јули беа поставени и осветени камен темелите за изградба на настрешница со која ќе се покрива местото во местноста Ќелија, каде жителите на Теарце празнуваат по повод празникот Успение на Пресвета Богородица на 27 и 28 август, од црковниот одбор во Теарце упатуваат апел до сите кои се во можност да ја помогнат изградбата. Воедно потребна е финансиска и материјална поддршка за изградба на гаража, тоалети, настрешница за чување алат и дрварница, набавка на моторно возило за погреб во црквата Свети Николај, смена на кровот на црквата Света Богородица, велат од новиот црковен одбор на црквата Свети Николај во Теарце. Оттаму додаваат дека не се во можност целосно да ги обезбедат финансиските средства за реализација на овие проекти, а кои се од голема важност за целокупното православно население во тој регион, па затоа апелираат на донации. За таа цел од црковниот одбор Теарце ја посочуваат жиросметката на која сите граѓани можат да донираат. 290-4027-61 од ТТК банка на име на црква Свети Николај Теарце. Инаку новиот црковен одбор ги обслужува неколкуте цркви во Теарце: Свети Николај, Свети Димитрije Солунски, Света Марена и Света Богородица во местноста Ќелија. Предпладне беше сончево, попладне променливо и нестабилно. На повеќе места со интензивен пороен дожд и грмежи, локално и во форма на невреме. Утринските температури се движеа од 16 до 24, а дневните од 26 до 31 степен. Според метеоролозите, утре не очекува претежно облачно и нестабилно време, на места со пороен дожд и грмежи. Кон крајот на денот врнежите ќе престануваат и постепено времето ќе се стабилизира. Утринските температури ќе се движат од 16 до 22, а дневните од 24 до 29 степени. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 6. Овде е крајот на регионалните вести. Имајте убав празничен ден. Пријатно.